Него јас да почнам така беше. Ти има 17, пред тебе стои сиот свет, а веќе градот полуде, сите ги крена на нозе, во твоја мрежа заробен, во твоите очи потонат, само за тебе живеа, на тебе мислам малечка. Ти има 17 и на си бисерска подсет, секој за тебе зборува, секој од нас те сонува. На твојот поглед покорен, на твоите желби заложни. Ех, моја мала, наде си ми дала, па ме остави. Така некако. Ти со моја мала, наде си ми дала, па ме остави. Еј. Мими од југо ни дојде Вливада. емисија, вливада скроз. Ако ми ливадарче, јас од Довледжики. Ке беше јако да го клајме овде југото позади, Нема нека да одмара песене малку. мосто кај ќе го пикнам. Абе, ке окреневме шо има па ти Пајаче нешто ќе викнавме. Абе, аман па ти чуј Нараз. лесното. 830 кила, што му плеќеш. Абе, аман. Знаеш како, многу мерак ми е што конечно можеме да си направиме подпелистерски вака природно преубаво. наше во ладо за мерак да се Вистина, денес види. беше 38.000 степени низ Битола, овде се диши. Се смеевме Него. со еден комичар ми на TikTok мисли да рече 35 степени, ама чувството е како 45. Значи 45 вика. Не да. 35. Ако е чувството 45, 45 Еби, степени. то веројатно ако ја прикажат официјалната температура повисока, ќе треба да се прогласи елементарна непогода. И то така. И ќе треба да не одиме на работа. А, така, видиш убаво. Најубаво така. Еј, Звер, од кога се немаме видно, знаеш колку време договараме? Многу време договараме. 100 Ова години. често и мене ми го поставуваат прашањето колку е тешко демек да ги договориш гостите. Јас и Виктор сме школски другари, сме цел живот. За тие што не знаат. Пораснавме заедно, вистина. И се не може некако да не се договориме јас и ти, ама ете Така е. некогаш не испаѓаат работите. Така Не е, можевме така е. никако да се погодиме, тој Скопје снима, јас Битола битисувам. Па тоа е, јас зато сакав да направам вака во природа, Да. за да му биде и на луѓето полесно, Полабаво. и полабаво за гледање и на сите полабаво да ни биде. Точно, Да, ама не. јас тоа викам на сему иди дено, така да еве Виктор ќе ни дојде и Си нас дојде дено. Да. Сега дури ветрени дува. О, преубаво Ще сега. требаше овие ветровките на микрофонот да и Чекај, вака кламна. треба да се кламба устата. А, така. Како да е ласно. Нема полу, Баче. сам паде, лапниш некој Бубаче? бубач. Бубаче Па да нема ти гај, кажам, некоја болва да не закачиме Во вака. последно не бе прскан сум со неопитроид. Тоа е тоа. Имам, мислам, во последно не јадам месо. Шо Тоа да се зборуваш? похвалам дека Веган стана? Вегетаријанец, не веган, јадам Вегетаријанец, да. млеко, пример, А сирење. јадиш од животинско Да, ама потекло, ако ама не еш каснев ова месо. месо ќе каснев малце така да Нема гај. малце протеини. Абе нема гајле, па нешто животинско потекло има на него сигурно. Да, Дали што? поминало тука, Ами од тука почешало настанавме, ова, море Виктор, че од Така тука е. почна вака да битисува на родието и така е. натаму. Тоа е да ти кажам, многу е, зато сме вакви никакви какви што сме последно, од и се помалце време в природа врвиме. Бога На времето вистина. бол си газеа по ова и си ја тегниш енергијата. А јас сега ти велам ме Онакво пикнав да. дупка овде, лажам. Видиш? Лажам. Не, Абе. јас сега си сум во природа, имам, знаеш, убав Да, двор имам. ти си скрос онака. Да, и си наводнувам попелистерски. онака во дворот со цревот од бунарот си вадам вода. Шубо. И се чувствувам буквално тоа ми е 2 сати дена, онака си посветувам на дворот, цвеќиња, на шелчиња, на такви работи се и За меја. си кулирам буквално, телефонот го фрлам дома Блазе и си низ ти, двор да. со цревот сакам да си направам така 2 сати малце мозоко на пасење што се Блазе биде. си ти. Јас да ти кажам, моите почна нешто позади да подзасадват на ова, да она. И убо е, човек, кој има време, убо е малце да си направи на една Како разонова. нагледаш ама. убо ни овде се седнавме, прелабо. Да, скроз. Него кажи ми ти, знам сега дека си го реновираш студивцето, Да. после долго време, што ти текна вака да го прошириш, ќе се враќаш поќе на таја на аудиото или да ќе се си види. правиш и за видевце по нешто внатре? Јас да настанам покусо. Значи ти го направи студиото. Димен Доновски го направи Го студиото. направи, Влад ќе си направи, Влад ќе не си знам, го немам направи, видено да. и неговото финално. Значи се некој го среќава од музичарите, бе студио си направи, не се сити имат студио дома. Ти Да, многу да, е сега да. лесно да си купиш и опрема и Да, бе, знаеш. да. Мене ми требаше простор. Поќе реално, трошок да. е простор, уствари, сега го премата. Мене ми требаше простор и стуркав се тука зидо едно друго.
направи Убаво направи, широк простор да ти знаеш како беше со соби поделени така натаму. Значи да види една соба? Една соба, да. Па шо, не ти треба многу. Па да. Порано брат сите бевме и јас имам башка соба за снимање, ама како иди времето луѓето се по-шубе му е сами да седат в соба, полесно му е да се Точно, и тука во амбиентот соба. е поинаков. Знаеш, кога ќе го затвориш ти в кабина е како се ти пеј овде и ништо друго не прави. Овде е полабаво, си седиме нешто така е. Да, особено луѓе што не се искусни се плашат Точно, така. и луѓето веќе мислам дека се навикнаа нешто ти во студиото на се работи дека ти мораш перфектно нешто да звучи, да ќе се отепаш од миксање, мастеринзи, праење од се, не? А луѓето сакаат вака, неш, малце полабаво, што велиш автентично, значи акустично, да е реално. Оти се имаме artificial, имаме не знам, така што не какви монтажи преаки и ово, ама луѓето се враќаме на природата, така таму кај што го почнавме муаветот. Па то ми веле имено, јас си зедов миксета аналогна голема од Германија ја влечкав и зборав со пример со Скендеровски со онај муавети за да кажат искуството за неа голема звучна и ова и она. И сите, зошто ти не ти треба со звучната ќе средиш ова она. Не ми треба, прво ми е мене мерак, друго звукот аналогното што ќе ти го даде, дигитално не може да ти го даде. И тоа го видов од прва рака, мислам го имам видено и претходно, ама снимавме ми се чини со Modus Band ги снимав дома, ама со нивната дигитална, мојата уште не беше наместена. Тие си беа наместени на неа, ај да снимиме на брзина, ги снимив и после тоа снимав дали Factor Band, дали не знам, кај мене на мојата. Звуков брат. Различно е, да. И се не дека нивната е преуба миксета дигитална, ама скроз поинако е дигиталното, тоа знаеш како е, тоа е веќе јас мислам го разбирам тотално, тоа е пасија, така и се ти ќе се пронајдеш пример во тој саунд. Јас на пример еве цел живот таскам, знаеш, работам звучна карта, мене звукот таскам што ми го произведувам и е убав, знаеш. Се ова луѓето што ќе го гледаат може многу нема да не разберат, знаеш, ама се ако не врскаш, да, сигурно на продуцентите дека се пронајдат тие што работат со вакво нешто. Пасија имаш кон нешто да го сакаш, како на пример сакам јас да имам, така не знам, Neumann микрофон, пасија ми се. Така. Се купувам или Behringer, пример, сакам ми е пасија, се со Behringer работам, пример, знаеш, нема врска. Да, да. Ти ако вадиш добар производ, ако имаш уба замисла во главата, дека ти треба да направиш уба композиција, ако тоа е слушана, значи има песни човек што најлошо се миксани се светски хитови. Значи толку многу градо измиксана песната, ама таја била вирална во свое времено и станала светски хит. Точно. Значи не мора тоа да биде се перфекција. Многу се фаќаме на добро, са таква ни е професијата, сакаме да звучи најубаво, ама многу често се фаќаме на некои небитни работи во моментот, а уствари енергијата е тоа што му носи на луѓето. Таја пример Because I Got High песната што од Afroman, ја имам и претходно со Принц правено муавет. Брато ја снимил на касетофонче 8 траки, од кои една е тапано, сите други 8 се гласоите басот е уствари на една, сите други 6 што состанати се гласоите него. И сакав речи како журка да звучи. Енде не се хити, ја пуштат по клубови, разбирате. Да, скроз, ништо не е ова песната. Само басот том, тадам, том. Нема ни потреба. Толку е. И све друго е галама. Во македонската естрада ќе ја земам пример Александра Јанева, песната Дождови. Значи колку симпл е нештото, така едноставно е. Има само тапани, гитара и Андријана со Андријан. Александра, Господе Боже. За убаво нека. Знај зашто ти таја ми велеше? Да ме као многу ме мешати со Андријана Јаневска. Двете ги измешав, нема врска. Сам да кажам дека многу му е симпл песната, вистина, едноставна и толку е звучна што хит стана буквално. По сите радија се врти песната, е слушана, е сакам. Жена ми ја слушаше многу едно време, кога тргнавме баш за Германија по миксетата, тоа ќе излезе. Може, ако е 16 сати пато, да не претерам, 13 сати дождови, не те позна. И преако песниче, скроз. Ама тоа е убајната, во едноставното е магијата, да речем. Имено имавме исто и со некој муавет правено за компликација во песните, за многу акорди, уметност, знаеш, сакаш ти е мерак, моране од тебе башките. Се имам одвикнато да се бориш. Знаеш, изгорени сме ние музичари да клаваме акорди во песните. Многу знам акорди да клавам. На крајот на дено, јас имав во првата песна што извадовме англиската, како се викаше, не знам, со Скендеровски што правеше, да. Кладовме, не знам, 14 акорди има внатре, различни. Ојме со бендо да свириме за концерто што правев 13-та, тука Хераклејли 14-та, 4 ми свират само. Што правите бе, акорди има, доста се таман се шо, и тераш и сваѓаш дека нема потреба да правиш повеќе од 4. Зошто се? Four chord song, го имаш на видеото. Скроз.
Што сакаш да маним уште нешто и свириме вака? Ај нешто со 4 акорди. Со 4? Што сакаш за 4? Имаше една песна твоја на времето. Со 4 акорди. Со 4 беше? Да. Од кај беше таа? Цемол. Цемол беше? Цемол азду, резdur, беdur. Правила. Нема граници, моето срце нема други Така станици. е. Да. Каква дрога си, ја зависник, се би направил да бидеш моја ти. Сум него забравив рефренот за строфата. Исто беа? Да, исто е цело време, ти е лупсам. За тебе спремен сум на се што не можеш ни да замислиш. За тебе спремен сум да срушам граници само посакај. И нема сила, женските, нема правила за да бидам твоја, само твоја. Нема правила, нема граници, моето срце нема други станици. Како дрога си, ја зависник, се би направил да бидеш моја ти. Бо, песниче преако, жими се, го памтам рефренот, а ја немам слушнато одамна, например. Од 17 години пивавме. Скроз. И иначе бендот се викаше Гимел, така како Да, студиото што да. вика. Маца и Ирена беа во Да. бендо, исто школски наши, поздрав до двете. Поздрав до двете, да. И преако беше, оти извадовте песна, почна се спотче, Настапивме на Охрид фест. На Охрид фест, да. Спот снимивме, да, Да, тоа беше вау. лудница. Тоа беше поствари мојата прва песна што ја напиша воопшто во животот. Да. Мислам како мелодија, а аранжманот го работевме првично со Владче. Ние заперка другарите правевме со него Да, бе, да, некоја со Владче. да, некоја демо верзија и после кај Тој го миксот. свиреше гитарчето? Да. И после Да. кај Миодраг Нечак микс бевме во студио и го направивме да речем Во тоа да екипа, звучи поздрав до профил. сите, да. Поздрав до сите, да. А што ги ти викав, то те неам прашано, ми се чи, не знам дали ти јам прашано вака во животот. Што ти тек на студио да направиш тогаш? Завршивме средно, после средно беше така, Да. завршивме па го направили како беше? Така тек- 2010 уствари Така некако, го да. направив студиото. Ти знаеш, мислам, сите си сакавме, пишевме нешто, правевме музики, ова, она. Се тој муабет со тебе почнува. Така? И не знаев, мислам, никогаш немаше речено и планирам студио да правам ова, она, едно време вика, студио имам јас. Шо за? Реко, браво. Ама обично јас не ги кажувам работите, знаеш како Аха. ќе биди, ќе го направам, ќе знаеш какво ќе биди. Да, јас сум помераклија да си кажам плано шо е. Јас сакам да го направам и да го видиш дека го имам направено. Значи Браво. со се генерално и со југото така излегов, значи го направив, излегов, не бе, правев чекај се да пробам, мака да ви кажам, Да, знаеш каква бе, да. емисија ќе направам. Да, скроз. Ми омаветот, ако се сеќаваш со тебе во библиотеката во музичко дрбевме средно, имаше само таму еден убав компјутер на кој што имаше да. Ван Баско MIDI, оној софтверот што беше Имаше, за да, MIDI да. тралки, така Да. што слушавме бубачки ни летат. Дека седнати сме му е онакво се. На него тогаш откривме дека по тракини или може да ги слушаме првично Да, тие да. инструменталките што беа и се пуштавме само тапани, пуштавме само бас, само пијано, само гитара, само не знам што, стрингс. И мене тоа ми стана многу јако, реално. Ти се направи филмот Јас во скроз. позадина од секогаш сум ја имал таа пасија несвесно. Се види, на пример, ќе почнам од многу како мал, на пример дете кој бев, се сеќавам, имав еден сребрен касетофон дома кој што снимаше аудио на него, значи имаше Да, бе. некоја рец што го викавме, преискачи го Да, бе, снимаш. да. И јас свирев на кавал, значи дете, имав Марето комшивката моја, ја знаеш, Да, таа ја Мар. идеше и пееше. И пеевме некои песни, поимано како деца. Знаеш и на кавал да свириш бе, или така нагаѓаше по нешто? Сега имам едно кавалче дома во студиото и на него ја научив да ја свирам Ние љубов ствар. Требаше да го земиш, не На знаев, кавал да ја ќе ти марам. речев, не знаев дека знаеш. Само таа знам да Имаше го свирам. смеја. Преако изгледам да. на кавал, да. И уствари од секогаш имав таква пасија. Ти викам првин тоа го снимав. После тоа купивме DVD дома. И уште ден денес го чувам тоа DVD-то и назад имаше се отепав. Назад имаше Јако ќе видио, Се мавам, се поќе мувам. мафтање имаме емисијата од зборање. назад имаше онакви пинчиња едни, Аха. аудио. Да бе, да. И мораше да ги наштекаш во одреден ланец за да тоа излезе звукот како што треба, значи по упатството. Да, да. Ама секогаш сакав да откривам некои нови работи, си реков чекај да пробам да ги прештеквам овие да видам што ќе се случува. И најдов уствари кој ќе му ја смениш фазата, моното кој ќе го извадиш и уствари оставна само стерео и ја имаш само матрицата. И тоа ми беше многу јако, леле што направив си, велам чекај, бе, приклучувам вокали, имам Да, исклучувам, немам средината ја вокал, вадиш ствари, да. Е, Така беше со трипина да, да ти. преако си велам што најдов. И после тоа Владче ми даде Fruity Loops
Имаше тој од некој. Имаше тој и микс, нешто е некоја микс тракли беше кога се викаше. FL Studio се поноваш Да, го викат, да. Fruity Loops ми ја даде на CD, ја инсталиравме кај мене на компјутер дојде. И почнав да ја гибам, онака да гибам натре што се дешава во целиот тој систем. И после не знам кој ми ја даде, некој Reason ми ја даде програмата, софтвера што беше На кој CD да не беше. На Може CD-ња- јас да ти имам дојсено, јас ја имав на CD од некој Да. и кај мене никако 100 пати инсталирав, некојаш фаќаше, некојаш не, Појма немам. па после тоа ја носев по луѓе кузе каето CD-то. Појма немам како беше, Фрска ама не. беше муабетом. Дека ја најдов таа Reason, ќе почнав да правам матрици уствари на неа. Малце ми беше потешко на Fruity Loops, не можев многу да се снајдам, ама Reason онака која ја совладав Да, и и јас на неа почнав да ти кажам право. И почнав да правам матрици и направив една онака убаво ми звучеше матрицата, знаеш. И му ја пуштив на Сувчо MC. Ако се сеќаваш. Да, се кај беше. сеќавам Ето Сувчо, се така, сеќавам. Поздрав да Сувчо Австралија. Австралија, сега Да. ќе те прашвав кај е Да. човек кога го немам видено 100 години. Фотограф е, топ фотографии прави. Браво. Да, креативно дете беше од секојаш, мора да се Секогаш, занимава со секогаш. такво нешто. И му ја дадов матрицата, ја превенди се рели, че ова многу убава, мора да ја снимиме тоа кај Бито кај Канако, во Брусничка. Ги, да речем, таму ги носеше матриците, и таму снима и ме викна и мене и почнав уствари кај нив да му правам матрици во студиото. Шугу. Да, му правев занимните рап песни што беа, му свирев некој лупо, знаеш нешто Да, бе, и тие да. си лупаваја натаму, си семплаваја, си правеа матрици. Да, бе, нормално. И така некако почнав по студија да доводам, почнавме нели кај Миксо, одев, Да, да, тогаш со нема правила се што ја свиревме и цело време почнав по студија да се движам и ми стана многу На интересно. крајот се. си викаш, знаеш шо? Да, а ти Ај, си си знаеш земам. дека сакав да пеам. Да, да, да. Да, и тога сакав да си правам песни за мене и студиото го отворив со цел да си правам песни за мене. Демек се као да не се шетам по 50 милиони студија, туку овде Така да си ги правам си го песни. направам, јас си готов. Така. И направив една песна за мене. И толку беше. Толку во 2020 што излезе. И ништо повеќе не Преаго, направив. живи се. Абе, на мајсторот колата стално му е расипана, или куќата, зависи што е мајстор. Да. Не, ама А така. таа може да ја маниме после ичне ми текна на таа песна. Гледаш, една песна си имам направено и Ќе ми ја пуштиш само да ја чујам, имам заборано. Да, Таа што ама беше три акорди. Deep House-от што ја пушти, да. контра што беше. Да, Со ќе синкопи. ја направиме. Си знапи вода, јас сама во природа. Лука е брат слободно. Не, и мене ми беше тоа мисла, јас од секогаш сум сакал да компонирам, пишам песни од дете, Мераклија, чачкав, знаеш, сам немаше дош YouTube да видиш туторијал, Па да. ќе го научиш. Од што ќе ти кажа, времиња. ти ќе ми кажеш нешто, овој друг ќе ми Да, каже. бе, така да, беше, кај така. Владче, кај овој, кај онај, ти реков ми рече, изучваш некои нови ствари, па тоаш почне и на YouTube да има туторијали, па гледаш овој, гледаш, па плаќаш кај некој не знам шо. Се на TikTok има се. Да, и јако беше, мене ми беше најак момент, значи тоа се рачуна и години поминати во компонирање, во мислење, во учење тие програмите, ми пиши на надпревар продукција едно бате, да правиме песна, да се видиме сега, ја бенди се, средваме, да се видиме на Skype, да се договориме што ќе правиме. Пуштам на Skype, 13-14 години, детуле седнато, во троседо го нема, разбираш. Му викам, Малио, кај е овој, викни го Калум, се вика. Викни го Калум, јас сум ми вика Калум. Чеја малце, му викам, ти ја правеше песна, да би ми го врти екранот, FL Studio пуштено, Fruity Loops наместено, работи внатре што јас, иако ги имам сите работено, појма немам што има правено, поќе од мене знај Малио. Извини, рекол, те прашам, колку време се занимаваш со ова? Што знам, 4-5 месеци, рече, Побрзо откако почнав му да фаќа гледам. глата што би се рекло, знаеш. Брат, онака и YouTube, на Да, YouTube и почнав брзо да ги гледам, да, 4-5 месеци, еве, работам. Да. Козедов да го пцујам, да би прости телевизијата, козедов да пцујам, бе, брат. Мрш, реков, мајмун, еден мал, тише сме јас години овде не можам да изучам све. Тој 6 месеци изучено му е на човек. О, што го било сапушти вака човек на дупка. Да, бе, лабаво, пушти се типа, што саеш погоре седни. И така ти викам за продуцентските работи. За продуцентските. Скроз, брат, значи тоа е патешествието и да ти кажам, ми се чини дека поубаво ни беше насот и така го врвевме Абе се пато. види, ако не слуша некој, например, што е 80 години и работел истата професија, како нас ке рече Јашо зборот, ние што Да, да, прав си. Значи, секоја генерација така си оди некако. Го имаме правено муавето со Скендеровски баш, вика, Да. вие да сте срекни што има компјутери, што има Така се тие ова, снимале вели. на траки, таму Ние на фечеле со времето ножици лепеле. лентаж, знаеш што значи, вели. И затоа порано вика групите идеа спремни. Оти пример 400 евра беше лента од 8 минути. Да. За на времето 400 евра беа пари на играчка. И значи ти имаш два пати да ја снимиш, ако е 3 минути песната, немаш ни 3 пати, два пати имаш за снимање. И да видиш која верзија е подобра. И треба да си спремен, влегвате цел бенд, Да.
пробвате за ве намести тонецо и влегвате тука. Снимаш еднаш, снимаш уште еднаш. Ако чинат арно, ако не чинат, уште 400 евра вате. Така е. И на цел трошок плюс да плаќаш за лентата. Ама... Добро се некој рачуна во хардиској. Ми го полни хардиско, џабе те снимам. И то е до негде. Кажи ми, со југото ти откако почна, ти зафаќа многу простор видеата, ти земат многу време да ги направиш или не едитираш ништо ти уствари шо? Едитирам, нешто едитирам, мислам се емисиите се од прилика околу 15 до 20 гига во зависност од да речем должината на емисијата, ама монтирам само големата емисија, да речем што оди на YouTube, на неа немам некоја монтажа, клавам само интро и аутро на крајот и клавам телопи за спонзорите. И евентуално колор трака му трагам и толку. Ти со спонзори си имаш онакво зато, ние без спонзори му работиме. Морам да поставам телопи, да. И тоа го работам, мислам толку ми е да речем монтажата, рилсоите ми ги прави Кико. Поздрав Кико и еден период го ги правеше Давид. Така да кој како имаше време, така работеше да речем, ама тие се знаеш и сам фаќат голем дел од денот, измонтираш еден рил од 30 секунди, има процес тука и реално ми требаше мене многу време да се фокусирам, ми треба на снимање, на гости, договарање, на не знам, не се околу себе со работка со куп фирми имам, така да имаш. Значи морам некако да се фокусирам на тој дел, многу голем дел ми земаше монтажата и морав да си најдам дете што ќе сака да соработува со мене. Земам. Фала Богу има деца што се мераклија за работа, ама да ти кажам право, мене поќе време ми земат тие, и то не дека кузнај шо премонтирувам, јас кој шо е дел го сеќам од видеото. Дама текст да го пишиш на друго, нешто е. И сега има апликации што се плаќат. Јас например, кога почнав со видеата, многу долго време ми земаше сечењето на воздуси. Значи, пример ја кажувам реченицата и са до другата реченица има празен простор, до третата има празен, и са 2 сати материјал имаш. Треба да направиш 10 минути. Се отепаш, сати ула и сечев само простор. И сега си платиш месечно, пример, 10 евра и да ти кажам, поарно ќе платам 10 евра и ќе си го имам време, ќе завршам после за пол сат, што треба, ќе поместиш негде ова, она, ќе средиш, отколку да изгубам цел ден буквално во сечење на воздуси. И многу ми олеснува тоа, нека му дај го поздравје на тој што ги измисли тие онаквите плагините, да речам. И да ти кажам, ја олеснуваат работата скроз. Јас ич неќам да монтирам видеа, значи онака ми е досадно ми. Значи да седам на компјутер и да го монтирам видеото, ќе умрам, не можам, значи предосадно ми е. Музика можам да правам, значи друго ми е да слушам, да не гледам, знаеш, и инако чувствувам музика, ама друго е чувствувам. Да, ама видео да застанам да го монтирам, овде вака требаше да се дода или колку ми е досадно, господе, може не знам. Мене ми е исто музиката ми е многу поуба за работа и губам осет за време скроз кога ќе работам музика. Да, исто и јас. Видеото ми е убаво за монтажа ако го имам снимано јас. И сега да не звучи глупо, не дека јас знам најубаво да снимам. Ама знаеш што имаме снимано. Ама знам што имам снимено и многу ми е мерак кога се поклопат работите. Ти лета таму некој бумбар. Да, го гледам јас. Некоја оса нешто ќе ми шуе. Ке ме јади. Му замирисаја чорапите, му замирисаја супер му дојде. Ето го. Другар. Сега. Мене ми го пушти се. Тука. Пак е под гитара, ја поте види. Нека иди да му се сневиди, влези во гитарата натре, уманам дзам. Помина осата и сите околу неа. Околу неа изе. Ето го пак околу гитара. Другар сега. Ти сега вака ни прајте. Деме клабава во природа. Нати лава. Бега, солено, кисело, како се викаше, Солено, кисело, кај е? Околу мене лета круго и врти. Тоа ако не го гибаш, не те гиба, ама. Сум кружен. Скроз. И така ти викам, сега кај бев тука негде, бе? Преако, ќе го остам цело. Да. Зашо зборавме, бе? Ме збуни овој Бумбароса, шо ѓавол беше? Бумбароса, за видеата, за монтажата, зборавме. Кога ќе оправам јас, и кога ми се поклопат коцките, ми е преако, жими очи, то чувство ми дава скоро исто како кога ќе правам музика. Да. И зато то ми е убаво, ама кога ќе треба за друг, кога ќе треба за друг да монтирам и кога ми тупнат некои кадри од нива му ни таму, и кој ќе ти дадат рок да се да направи го. И молим те до утре готово да биди. Не, најако е за вчера кога ти речат ми треба. Жими се. Дали имаш песна нека омилена што имаш, ти имаш многу направено. Од моите?
од тие што ги имаш ти правено за други. Пошто имаш многу песни направено за многу луѓе, за рапери, за нерапери, за ова, за она. За крстени, за некрстени. За све, за детски фестивалчиња имаш песни. Дали имаш некоја песна што ти е вака нешто што си го направил, што си рекол ова е, алал да му е. Пајтонџија, дефинитивно. Пајтонџија. Пајтонџија? Да, што беше на Серенада пред 2 години, мислам, да. Така нешто беше, да. Така нешто беше, таа мислам на Николче текстот беше? На Николче Мицевски. Не, Николче Мицевски. Поздрав и до Николче Мицевски. И тој не е уредник во телевизијата иначе. Поздрав Николче, шо ми е се имињата денес? На Николче Варистевски. Варистевски. Ето тако ти. Добро, Мицевски, Ристевски, тука е негде. Не како е и да, музика аранжман јас ги направив, се свиреше на Серенада и тоа практично беше мојата прва песна што ја слушнав оркестар да изсвирите, до сега во животот песна ми немал оркестар изсвирена, мислам се не се случило на некој таков настан. Иако таму не се шлогирав, никогаш нема се шлогирав. Отишо цело време беше во онакво дали ки свират сега. Што беше најако? Првото свирење на оркестарот, на камерниот оркестар од Битола, се случи на фестивалот на песната. Тогаш прв пат ја слушнав. Како пробана е еднаш во векот. Не, значи тоа не види се, тогаш се случија многу глупости на тој фестивал. Требаше да се случи надвор офицерски, ама почнаа ветришта тука, громови да мават, да почнува дожд да врни. И цел фестивал као во пола сат мораше се премести во големата сала во Центар за култура. А во меѓувреме требаше биде генералната проба во позадина, и веќе фестивалот треба да се случува вечерва. Ништо тоа не се случи, значи ни генерална, ни тоа се преместуваат светла, сценографии се вреда, звучување се пушта за оркестарот, хаос беше друг да се стигне. Да. Во 8 почнуваше фестивалот. Во 8 без 15 почнаа да пуштат публика, без 10, уствари во без 10, во 8 без 15 почнаа песната на она и на крај одам кај тонецот на сцената да ја пробат, одам кај тонецот и му одам од исклучиво во таа песна на цел фестивал, во мојата песна имаше хорот на Марина Коруновска. И му велам дај на тонецот уште 2 микрофони имам за хорот да го озвучиме, пошто во оваа песна има хор. И ми вели носиш микрофони? Тонецот мене ме праша, дали носам микрофони. Му велам, не, јас идам кај тонецот да прашам, да му кажам, уствари, дека микрофони требат на сцена, уште 2. Нема. И окей, тука се најдоа некако, донесувам микрофони, го слушнав, вака беше, изсвири оркестарот, го слушнав. Окей, некако звучи, само му рекол побавно свирате, ја забрзај многу. Почнува да пеи Тоневски, го слушнав озвучување, супер се велам, и после донесува микрофони, само хорот запеа, значи ништо заедничко. Слушнав дека се добиваме на звучници во салата, сите сегменти што ми треба во песна да ги добивавме во салата, и реков окей. И на крај сватив колку професионалци се практично камерниот оркестар на Битола. Те тука се испаничи. Човек, значи она беше, ти прв пат ја читаја песната тогаш. Да, нема, зато ти велам, проба нема таму. Да, и тие ја свирија, значи тоа секогаш може и подобро во секој случај, ама ја свирија многу културно и многу коректно и сега сваќам ствари дека тоа е многу професионален оркестар и фала му за нешто. Во глобала, да, во глобала така е општо со оркестрите во Македонија. Да. Сам има некој што поќе онакват, што поќе свират, што поќе не, ама многу нема време за пробиот и тие си имат други проби, ова му е додатно, разбираш, и кои се соберат, ама секој знај да звучи приказната без разлика дали е ова е оркестар или некој во Скопје или што и да е, обично се музичари одлични во приказната и можат да го направат. Си го терат нештото без никаков проблем. Да, мене јас прв пат песна така си слушнав на Скопски фестивал, 15-та година. Прости ми се викаше песната. Ја знам. Да, за Евровизија за нешто беше Скопски фестивал. Тогаш Скопски, да. Владче оркестар и Владче со гитарата. Да. И многу беше чувството беше многу јако, не знаев што ќе биде, направивме ние проба една во МТ ми се чини, не знаев што ќе биде на ова. И излекваме брат и сега јас извлеквање број прв. Нормално, кај песната хаос, и во дневник посредно беше прв број 1. И излегваш надвор и реков сега ќе стапнам, па што сака некај газиме таму и Владче уште кој излезе оти ко дојде на пробата на тонската, нешто не можеше гитарата се врзи, се проба, не се сеќам и беше малце ризично напнато. Излегва Владче и му стапнува да ја молзи што викаме гитарата. И убајна момент онака публиката беше во Саем, што го нема поќе кај што сега онај Изгей мол и многу беше јако. Што саш да свириме се нешто? Ај Пајтонџија. Пајтонџија, од кај беше? Како беше таа бе? Чекај се, јас и кога го пеев демото, мислам дека го пеев од Цемол. За Тоневски ја правев, за Христијан Тоневски, че тој ја пеел во песна. Тебе ти е Цемол, уствари.
тука. Акордо. Па тој ми е акордо, да се тука сум во една октава. Овој F-мол мислам дека е пеј Тоневски. Значи многу повисока. Како оди песната? Исто цемол аздур, ездур, бедур. Тоа е тие се акордите вечни, да. А шо ритам? Само 9 осминија, да. Како Ама оди ритам? N, 2, 3, N, 2, 3, N, 2, 3, N, 2, Мајката. 2, 3, N, не. На еден акорд? На цел такт. 3, N, 2, 3, N, 2, 3, бам, 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 не важам, да не ми е висока ми е, не е од цемола, брат, не знам од кај ми е песната, Господе Боже, не знам од кај ја пеам. Уживај, јас не си знам текстоите на песните. Ама не висока ми е. Јако. Од Значи, кај се знам? Амол свири ми ја мене тогаш. Од тука, да. Нема го погодам ритам, море човек. Ќе ја погодиш. Доцна идам од меана, тумбе кафе цела ноќ со другари. Доцна идам од меана, тумбе кафе нема кој да ме однеси. Брате Манди, пајтонџија давам пари, неброени пајтонот да го занесиш. Пајтонџија давам пари, неброени до дома да ме однесиш. Там парам, пам парам, тарарам, тиририм, тарарам. И се овде хорот. Надвор ноќта, уште млада, свири чапче, серенада. Надвор ноќта, уште млада, свири чапче, серенада. Пијано дам, по сукаци нема пајтон, да ме однеси битола, мека покривка. Пијано дам, по сокаци нема пајтон, да ме однеси битола. Го згрешив текстот, нема врска и рефренот. Брате Манди, пајтонџија давам пари, неброени пајтонот да го занесиш. Брате Манди, пајтонџија давам пари, неброени до дома да ме однесиш. Доста е. Така нека го беше. И јас почнав да го љубкам на крајот. Ама за убаво нека е. Убаво песниче. Терсене е малце, терсене, да, со ритам е терсене. Море вака без гитара не сум навикнат и се потпирам обично на неа вака. Оп, ке си Јас на гитара хлапниш. знам 3 акорди, да ја ти кажам. Ај да видиме. Овојто Владче ме учеше. Саштр залица. И тук лека ги знам. Емол, Цедур, Едур, Дедур. 4 за. Ги знам и овие вака, ама ми се терсене малце, се баре хват. Јас истите Владче ме научи. Треба и со Владо на емисија снимиот и ба ги работи нима. Да. Истите ги научив, јас ми даде една тетрадка испечатив со акорди, никогаш не отвори во векот и пиша ни по прсти, пробав еднаш нешто. Истата ми е има даено име, не имам. Таја беше. И не ми звучеше и реков батали. Ама ја свириш, вистина. Долго време ја свириш, ама тоа значи дека се посветваш и така треба сите да го прават нештото за да бидат успешни, значи треба да се посвети во нештото. Тоа ме прашваја, сега ако рече за сите да бидат успешни, по некој настап негде офицерски, се собраја деца, како што се собират и тебе кои те видат, и муаве сега, што треба да направам јас, за да станам успешен јутубер или нешто. Ако јас не сум јутубер, нема врска. Да, тоа му е на децата, на децата му е тоа сега филмот. Детски си прашва. Јутубер да бидат. Што треба јас да направам? Што мислиш ти дека треба децата да направат за да станат успешни, не само јутубери, туку општо во животот? Тоа што го сакат најмногу, да се посветат, да, значи да се трудат нештото, да го вежбат секој ден, нели тој и во музичко не учи 1% е талентот што го имаш ти за музика, 99% е работата. Значи ти мораш да работиш на нештото, како буквално како работа да се го сватиш. Не може се на пример оти така се збора, нели, као шубо музичарите си свират лабаво, мој нифтина работа пример, така нема врска, или Мими Шубо си снима со југото, леле.
лабаво си возив Лабаво кола. е, да, шума. Да, и ова еве лабаво ти е емисијата, И ова може и во лабаво вода е. се направи Викторов да да ги навести камерите. Знаеш кај сме овде? Не знам Гргури дали знаете кај е во Да, камера. Гргури сме. Гргури знаете кај е? Од кај ќе знаете, не сте од Битола за знаете. И треба онаму сме негде дженем паркирани, ако не стемни не знам дали ќе знаеме да се вратиме. Имам јас блици, го знам патот. Се оттепавме од одење ваму, има луѓе таму, има луѓе, дури се раскомод, дури истоваривме овие камери, чуда, така мислите Жива ли вода беше. Ама е посвета нештото, значи ти труд му дефинитивно. даваш, љубов му даваш на нештото и го работиш. И тоа е тоа. Дефинитивно. Значи можеш да имаш прогрес. Ако си добар во нештото што го правиш, ако не си добар, ќе немаш прогрес и ќе си бараш нешто кај што ќе имаш прогрес и така. Дефинитивно. Јас мислам дека, знаеш, има многу луѓе што запнуваат за нешто што мислат дека сакат да го прават, уствари не го прават тоа што моди најмногу и тоа што уствари најмногу ги исполнуваат, туку прават нешто што мислат дека треба да го прават. И тука мислам дека му запнува приказната на луѓето. Ќе правам вака, оти Мими така прави, или Да, оти бе, Виктор така прави, или оти не знам кој тој така прави. Значи А уствари секој треба пато си го тера. точно и пешадија секој со сам. своја приказна и тоа е тоа. Значи не можеш сите да имаме исти приказни. Ако нешто ми е мило од нашата генерација, мило ми е што сите си ја фативме приказната како нас што ни одговара. Точно. Не како што ни кажувале луѓето дека треба сега ти треба ова да пееш, ова треба да правиш, ова да не правиш, немој да пееш, Ама пеј тоа е по менте кафани. од турските серии, мислам. Ете, Од тоа едно е. време Дизни гледавме ние на цртани и тие сите цртани различни беа. Значи Пепелашка со Сирената Ариел немаат врска. Така. Ама овие на пример се со турските серии, сите Мање исти се. више тоа е муавето, да. Значи разводи, бракови, мавање, шлапкање, собраќајки праење. Скроз. Сите се тоа е сценариото. Прејаки мислоти. Знаеш, и Имат вредности тие серите, што вредности имат, море се варат, ова земена со ова е од брат му, има дете му напрел, па не знам тоа е кој. концептот, тоа е сценариото. и Шумуавет море. Значи, Која вредност ја имат? Ајден постоеше ко почнаа тие турските серии, нема никаков прогрес во нештото. Тие ги почнаа да не речам со Да, лисијата ама паѓат и со точно, ама нема не знам прогрес, кој значи там. како Нема. како медиуметар на телевизија што би се емитувало тоа нешто нема прогрес. 10 години ти поќе. Е, затоа ние во вистинска немаме турски серии. Паметно, Тоа беше првиот паметно. муавет беше се шубо за душата ќе има. Да. Емисии турски серии нема да има никако. Имаме ни потребно. уствари имаме македонски некој не се монодрами, се како некој такви Македонска ситни, продукција, супер, тоа е ситна добро, македонска продукција што е многу поарно да ја даваме отколку да даваме турски серии. Имаме Па треба да си етнофилмови. различен, сите дават Да. турски серии, значи ти ако сакаш да понудиш нешто те Да, гледат да. луѓето, мораш да си различен. Имаме и нови етнофилмови што исто така со кои соработваме по Илинденски денови со луѓето, Да. што не ги дават нигде по телевизија, ние ги даваме и многу е Штета што поинаку не ја кој си гледаме видиш. телевизијата во Штета, Битола. да, штета. И јас ко зборам тоа одамна, само што тие работат многу бавно. Знам. Сега кога ќе одат ќе видиме, ама ние би зато на YouTube немаме. Да, бе. Едно две ќе си пуштиш на YouTube и тоа е тоа. Ако не можеш да ја гледаш телевизијата, ќе најдиш чаре, макар што не има и онлайн. Знам дека Нон-стоп, има, 24/7 си има кој сака, некој ВТВМ таму. Да, дури и Ти си- југото едно време се емитуваше. Да, го имаше, а после почна многу спонзори да имаш и за сите тие треба Сечење. посебно или сечење или треба посебно Дурирање. писмо дека нема од ова бла 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 со телевизијата, Да. спонзорот, не знам што, Да. компликации многу. Јас ги па пуштав, тоа е. ама веројатно престанаа писма да стигат за дека нема ова онај. Не знам дали оди, може да оди по нешто уште, ама И да не оди, не е поема проблем, немам, тогаш да. беше почеток и на телевизијата, Да, и мој, да, и некако, знаеш, скроз. заедно почнавме со телевизијата. Да бе, да. И беше брат. окей. Види, ние кај нас стално имаме простор за убава програма. Да. И кога сакаш, кога имаш нешто за на телевизија, за шо и да е, тука сме ние, ќе го клавиме, ќе го пуштиме, На да. вистинска. Да бе, скроз. Фала ти, се надевам дека се што сакаш, што си тераш, ќе ти тера како што ти тера досега, што Еми, го ќе се реков потрудам. ова за мерак. Ќе се потрудам, да. Да, да си тераш, убав ти е концепто, што и да смислиш потаму после југото, да си го возиш филмо, си го возиш ти секако. Ние сме од тие генерации што не тркаламе многу, си отераме Ми филмо. емисија со возење имам, како да не го возам. Да, скроз. Така, тоа е, тоа фала ти тебе за поканата, ајде вака официјално нешто. Официјално. Да биде сепак емисија, да не е како Таман сад работа. муавет да си направиме. Скроз. Да, оти така си правиме ние муавет со Виктор како тоа е. Лабаво, брат. Фала ти на поканата, фала и на ВТВ, вистинска телевизија, за можноста да бидам дел од вашите екрани, мали, големи, зависи, плазми, не плазми, какви да, кој како има какви дома. има по дома, мобилни телефони преку интернет и така Скроз. натаму, и фала на сите што не гледавте.
да гледате лабаво, да си маните subscribe чека и Викторче. Види се во мојата емисија во никош не го велам, а мог да ќе речам и мене да ми маните subscribe, сакам да соберам 10.000 на YouTube. Обично така е. Дечки, мавајте subscribe, уживајте во неделното попладне и се гледаме наредна недела во 18 часот. Оти комарците ни задаја. Поздрав и имајте убав ден.